Синоќа рекордна загаденост во Струмица. Точно во 22 часот беа измерени 538 микрограми на метар кубен. Граѓаните на социјалните мрежи алармираат дека надвор буквално не се дише. Во време кога индустриските капацитети не работат, а слаба и преференцијата на автомобили, кои надлежните ги сметаат за највисоки загадувачи, сепак очигледно дека не е така. Единствено објаснување зошто и доцна вечерта кога се исклучени овие фактори, сепак имаме висока концентрација на загаден воздух, можеби се домакинствата кои се затоплуваат на дрва. Шумските експерти се децидни дека сепак највисока концентрација на PM частичките во воздухот ги создава чадот од семејните оџаци. Објаснуваат оти се горат влажни дрва со 30 до 40% влага во дрвата, а дозволената граница според експертите е до 30% на влажност. Од сувите дрва чадот е полесен и брзо се крева кон атмосферата, додека пак од влажните не само што паѓа надолу имаат и висока концентрација на отровните PM честици. Експертите се собарања до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за законските измени кои треба да се донесат, новите правилници за сеча на огревниот материјал со цел истиот да има повеќе време за сушење пред дистрибуција до крајните корисници, односно домакинствата. Шумските експерти кои денес ги контактиравме велат дека треба да се следи примерот барем на земјите кои се уште преферираат покрај другото и грејење на дрво, но го прават плански. Имено Грција има законска одредба дека во првите месеци од годината, јануари, февруари и март, се врши сеча на огревно дрво и се остава да се исуши до септември, односно октомври, а дури по 7 месеца дрвната маса се дистрибуира до корисниците. Статистички податоци од шумско стопанство за последните 10 години, во кои има јасен приказ за испорачаните дрва до домакинствата, не покажува голема разлика во кубните метри. Разлика помеѓу 2008 до 2018 година не е голема. И додека надлежните мислат како да го решат проблемот со загадувањето, Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје препорачуваат ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација. Деца, стари лица, болни од хронични болести на белодробниот и срцевиот садовен систем со посебен ризик за болни од белодробна астма, но и лица кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор. Од општина Струмица, дека и понатаму експертите од одделението за животна средина се натерани ги чешлаат потенцијалните загадувачи во текот на денот. Ноќта која ја загадува останува енигма.